Заврши рокот за поднесување тужби до Управниот суд за одлуките на Државната изборна комисија во врска со изборниот процес и гласањето од 11 декември. ВМРО ДПМН е поднесе една тужба, СДСМ најави 4 тужби за во 6-та изборна единица, додека БЕСА се изјасни дека нема да се жали. Судот сега има рок од 48 часа по примањето на тужбите да одлучува по нив, а одлуката треба во рок од 24 часа да ја објави на веб страницата. Електорите кои денеска треба и официјално да го потврдат изборот на Доналд Трамп за председател на САД тврдат дека примеле голем број вознемирувачки телефонски повици и мејлови полни со омраза, а некои велат дека добиле и смртни закани, пишува американскиот сајт Политико. Сајтот наведува дека 538 електори кои треба да ги потврдат резултатите на председателските избори во САД се наоѓаат под закани од демократските представници и под притисок на републиканците за да ја докажат лојалноста кон партијата. Евакуацијата од источниот дел на Алепо продолжи во текот на ноќта, соопштија представници на Обединетите нации за Reuters. Представниците на Обединетите нации засега немаат информации за планираната евакуација од шиитските села во близина на Идлиба, кои сунитските бунтовнички сили ги држат под контрола. BBC јави дека најмалку 350 луѓе наводно ги напуштиле бунтовничките енклави во конвојот, движејќи се западно кон територијата под контрола на владините сили.